Добар ден, почитувани. Ова е почетокот на уште едно ново издание на емисијата за родителство, за практично родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Бројни се дилемите на родителите кога станува збор здравјето на нивното дете. За голем дел од нив има строго дефинирани медицински ставови, но некако тешко допираат до сите родители. Денеска ќе зборуваме за тоа дали е неопходно да се направи бриз од нос и грло кај детето при секоја настинка. Гостинка во студиото ни е доктор Катерина Ставрич, педијатар, специјалист по педијатрија, имунолог и директорка на Универзитетската клиника за детски болести во Скопје. Добре ни дојдовте. Благодарам на поканата. Оваа тема мислам дека ќе предизвика голем интерес кај родителите, бидејќи препораките на педијатрите се променети од пред 10 или пак 15 години. Порано при секоја настинка децата се праќа да направат бриз од нос и од грло. Не секогаш по препорака на педијатрите, некогаш и родителите одлучуваат дека тоа треба да се направи за да се утврди здравствената состојба. Зошто ваквите препораки се променети? Зошто нема потреба ова да се прави при секоја настинка? Па не би рекла дека се променети, меѓутоа факт е дека денеска со присуствот на голем број на приватни лаборатории, родителите многу често и на своја рака прават брисеви од нос и грло. И докторите ги препорачуваат, меѓутоа поќе би рекла родителите на своја рака, па често пати кога ќе добијат позитивен резултат, па испаметени доаѓаат, идат по лекари, бараат совет. Генерално не треба да се зима бриз од нос и грло. Докторите знаат како врз основа на симптомите што ги има детето и на клиничката слика што ќе ги добијат податоците од родителите да проценат за што се работи. Дали е бактериска или вирусна инфекција. Најчесто, повеќе пати сме збореле, акутните респираторни инфекции најчесто се вирусни. Така да и нема потреба ни брисеви да се земат, ниту да се третираат со антибиотици. Зашто велиме не брисеви? Затоа што ова што се случува денеска, родителите ќе земат бриз и многу често се добива позитивен наод, особено на бриз од нос. И почнува паниката. Почнува паниката кај родителите, почнуваат да идат по доктори, бараат антибиотици. Меѓутоа, присуството на бактерија во нос не значи болест. Тоа е присуство на бактерија. Тоа е нормално кога дишеме низ носот, дека воздухот кој што го вдишуваме преку носот, бактериите од воздухот се задржуваат и многу често може да се најде. Но родителите стравуваат дека тие бактерии може да се рашират низ телото, може да се спуштат во белите дробови, па да таа бактерија да предизвика обструкција. Има ли основа таквиот страв? Повторно ќе кажам, обструкцијата е симптом. Симптом во склоп на една акутна респираторна инфекција. Дали инфекцијата ќе биде вирусна или бактериска или многу често што се случува, она што рековме, најчесто се вирусни инфекциите, меѓутоа може да се случи во текот на самата болест да дојде до компликација. Спуштањето на гради, тоа што родителите многу често, кашлицата, обструкцијата, не значи бактериска инфекција. Тоа се симптоми на една акутна респираторна инфекција и тоа е најчесто вирус. Може детето да има позитивен бриз, да има бактерија, најчесто се оние најчести бактерии што се сретнуваат, тоа е пневмококот, хемофилус, мораксела, кои што се нормални, да речеме, клицоносители се децата, ако ги има во носот, а ако немаат симптоми, се здрави клицоносители. И не треба никакви мерки да се превземаат. А обструкцијата, кашлицата може да се симптоми во склоп на еден акутен вирусен инфект. Не мора да значи дека бактеријата е таа што ги дава тие симптоми. Како што споминавте, родителите кога ќе добијат еден таков резултат, доколку не најдат на така и својот педијатар на посакуваниот одговор да добијат рецепта со антибиотик, често пати на социјалните мрежи, на групите за родителство, се советуваат со останатите мајки што да прават, па се одлучуваат за некоја комбинација од капки, па со локален антибиотик. Што е со локалната терапија? Дали има некаков ефект? Веројатно, тие родители го искусиле тоа дека нема никаков ефект ни локалната терапија, ниту па пиењето на антибиотик за да се
искорени бактеријата од нос. Локалната апликација на антибиотик е многу голем ризик, особено ако знаеме дека слузницата во носот е многу чувствителна и осетлива и можноста за сензибилизација на организмот за алергиски реакции на антибиотици е голема. Локалната апликација на антибиотик исто така допринесува и до развој на резистенција на антибиотици, на бактериите, и тогаш на вистина тие бактерии стануваат резистентни и стануваат опасни. Доколку дојде до инфекција со таква бактерија, после имаме ние проблем како да ги лекуваме тие инфекции. Секако има некои правила. Значи, кај малите деца, кај доенчињата, малите деца до 2 години, имунолошки не се спремни да се бранат од тие инфекции кои што ги набројавме. Затоа и постои хемофилус вакцина, значи со што на некој начин оние опасни соеви од хемофилус бактеријата се елиминира и многу ретко ние гледаме акутни респираторни инфекции со хемофилус, меѓутоа и сериозни тешки инфекции. Пнеумококот е втор исто доста чест што го наоѓаме во брисот од носот. Во последните години постои пнеумококна вакцина во Македонија, меѓутоа не е влезена во редовен календар. Меѓутоа, таму кај што има индикација, кај што се повторуваат брисеви позитивни на пнеумокок, особено деца кои што тргнуваат многу рано во градинка, негде првата година, имунолошки не се спремни да се справат со пнеумококот и кај нив може тој да предизвика сериозни проблеми од типот на воспалување на ушите до и пнеумонии да направи. И обично ние тука препорачуваме да ја примаат таа пнеумококна вакцина. Се надеваме дека од следната година пнеумококната вакцина ќе влезе во редовниот календар, со што на вистина ќе се една од сериозните причини зашто децата кои тргнуваат во градинка многу рано често пати отсуствуваат од градинка и родителите отсуствуваат. Значи се создаваат тука фрустрации и кај родителите, а знаеме дека се повеќе и повеќе младите родители не може да си дозволат жени од една страна и жени да не ги даваат децата во градинки, а од друга страна и боледување поради тоа што се повеќе се вработени во приватни фирми кај што тешко се добива боледување. Значи, овие вакцини, доколку родителите сакаат да им ги стават на своите деца, можат да ги најдат на детската клиника или како треба да ги купат самите? Нема купување. Значи, тоа Министерство за здравство ги обезбедува и тие ги има низ цела Македонија во диспансерите каде што се спроведува имунизација. Доколку постои индикација, нека едноставно со нивниот матичен доктор продискутира, доколку постои индикација, може да се назначи да ја прима таа пнеумококна вакцина. Тоа се деца кои што често пати имаат проблем, зборам за првите 2 години, сериозни проблеми со инфекции на уши, со инфекции на горните дишни патишта, со пнеумонии, каде што се повторува пнеумококот од брисот и како причина за тие сериозни инфекции се е во позадина пнеумококот. Така, дали кај овие деца всушност се препорачува правење на бриз? Дали ова случај кога треба да се прави бриз? Значи, брисевите не на прва настинка, втора, трета. Меѓутоа, ако имате дете кое што има со повторувачки воспаленија на уши, деца кои што тргаат рано во градинка и кои што имаат чести настинки, значи она што често пати родителите го велат. Ке трне во градинка, ке се разболи, ке биде дома, ке пие антибиотик, ке се смири, ке трне повторно. Многу често тука, најчесто во сезоните, да речеме есен и пролет, пнеумококот е тој што ги предизвикува овие повторувачки инфекции. И тука, значи, доаѓа во обзир да се земе бриз, евентуално да се потврди дека пнеумококот е, затоа што она што реков, може да се и вирусни инфекции за ова причина, тогаш пнеумококната вакцина не би имала таков ефект како што би имала пнеумококната вакцина кај овие деца кои што имаат проблем со пнеумококот. Така. А зошто се случува некогаш да биде изолирана бактерија на антибиограмот да покаже дека одреден антибиотик е вистинскиот лек, детето да го испие антибиотикот,
а бактеријата повторно да биде изолирана во носот. Оно што реков, нормално е да ги имаме бактериите во носот. Затоа и велам, не треба да лечиме резултати брисеви од нос, туку лечиме симптоми, лечиме болест. Ако навистина детето има болест, меѓутоа и тука треба да се разграничи дали е вирусна или бактериска. Оно што реков, значи може да го има брисот позитивен, а да детето има вирусна инфекција и да нема потреба никакви антибиотици да прима за да се акутната респираторна инфекција лечи. Со тек на време самиот организам ќе си се избори со таа бактерија и ќе го реши проблемот. Јас ќе се задржам уште малку на оваа тема, бидејќи пренесувам во оваа емисија голем дел од дилемите на родителите. Дел од овие прашања се најчестите дилеми на родителите, доколку во семејството има бебе и постаро дете, како е што во носот е изолирана бактерија. Детето нема симптоми на болест, но има бактерија. Сега родителите се одлучуваат превентивно да му дадат антибиотик на постарото дете за да не се пренесе на бебето. Или пак целото семејство прави брисави за да не се пренесе на бебето. Дали е тоа исправен потек? Значи не треба да се дава превентивно и да се лекува. Без разлика дали има бебе или нема бебе во семејството, нема оправданост на превентивно давање на антибиотици. Заради ризикот од антибиотската резистентност, што се развива на тој начин со непотребно давање на антибиотик. Пренесувањето на бактериите е преку капков начин на пренесување, значи преку искашлување, преку кивање, и со зборењето може оние капки што ги испрламе во воздухот се пренесува бактеријата. Меѓутоа, бебињата не се толку, значи она што велиме, немојте многу да ги гушкате, да ги бакнувате бебињата, затоа што тоа е директниот начин како се пренесуваат не само бактериите, туку и вирусите. Миењето на раце, многу често пати, значи било кој ќе дојде во контакт со детето, добро е да пред да дојде или ако доаѓа од надвор да ги измие рацете. Значи може да се оствари контакт со бебето во семејството и без многу гушкање и бакнување. Така да нема потреба од тоа. Бактериите многу бебињата се на некој начин отпорни кон бактериите, да речам. Затоа што ги имаат оние мајчини имуноглобулини кои што го чуваат во првите 6 месеци. Меѓутоа пак ќе речам, незрело е. Бебето во тек на првата година и втората година генерално децата не се спремни да создадат соодветен имунитет кон овие бактерии. Тоа значи дека детето може да има пневмокок во носот, моментално создава одбрана, меѓутоа организмот не го памти тоа. При следната повторно контакт со таа бактерија, повторно организмот се однесува како да немал никаква информација. А да не забораваме дека кога збориме за бактериите, за секоја бактерија има 100 соеви различни кои што може да се работат и за различни соеви. Така. Споменавте дека брисевите од нос не треба да се земаат на своја рака, но од друга страна градинките инсистираат на негативен брис кај децата кога тие се запишуваат во градинка. Дали ова практика која што треба да се промени? Тоа е лоша практика на градинките. Значи нема закон со кој што се обврзани да ги принудуваат родителите да земаат брисеви. Тоа е едноставно одлука веројатно на институциите, нивна одлука за тоа. Не значи ако има детето негативен бриз, ќе го примете во градинка, сигурно веќе после пола сат ќе фати некоја бактерија од средината во која што таму престојува. Така да не е тоа гаранција дека ако детето дојде без бактерија во нос, дека нема да се разболи, односно нема да ја фати бактеријата. Разболувањето на децата во градинките е оној први период од 3 месеци кога имаме период на адаптација. Секој дете кој ќе трне во градинка, повеќето од нив, го има тој период на адаптација и нормално е да се почувствителни кон вируси, кон бактерии. Присуството, клицоносителството
не е причина да децата кои што имаат бактерии, кои што се здрави, да не се примаат во градинка. Да, болните деца, доколку имаат симптоми на болест, не би требало да се примаат во градинка во тие први денови, кога се заразни, збориме и за вируси и за бактерии. Значи, пожелно е тој период да поминат дома, со лежење, со течности, со мирување. А она што многу често се случува во градинките, да токму поради оној социјален фактор, неможноста да земаат родителите боледување, неможноста некој да се грижи за децата, често пати болни ги носат во градинките. Така, мислам дека тоа е клучниот проблем тука. Тие се проблем. Децата кои што имаат бактерија во носа се здрави, не се проблем. Така, значи тие не се заразни. Всушност болното дете тоа кое што пренесува инфекција на останатите. Што е со бактериите во грло кога ќе се изолира? Дали е сега веќе тука ситуацијата малку поинаква? Дали е безопасна како бактеријата која што ќе биде изолирана во носот? Значи, во однос на брисот од грло и тука, единствено, повторно ќе речам, 80% од болките во грло, од инфекциите на грло се вирусни. Единствено, бета-хемолитичниот стрептокок е тој кој што треба да се лекува, меѓутоа и тој има класична клиничка слика, симптоми кои што не ни мора да се земе бриз, може и врз основа на клиничката слика да се процени, да се предпостави дека најверојатно се работи за еден бета-хемолитичен стрептокок и тоа е тој што треба да се лекува. Критична возраст се всушност децата од 3 до 14 години. По 3 години немате бета-хемолитичен стрептокок кај малите, кај бебињата и малите деца. Исто така и кај возрастните и кај постарата возраст нема. Многу ретко има бета-хемолитичен стрептокок. Може да има клицоносител, меѓутоа не инфекција на бета-хемолитичен стрептокок. Во таков случај, кога детето има таков сој, таков вид на бактерија, дали е потребно да се прави бриз и од грлото и од носот, од двете места, доколку се утврдува? Ако има симптоми на една гушоболка, на еден тонзилофарингит, тогаш е доволно да се направи бриз од грло, ако сакаме да ја докажеме бактеријата, и треба да се третира. Третманот се знае, мислам, тоа е класичен третман, 10 дена пеницилин треба да прима детето за добро. До сега нема резистенција кај бета-хемолитичниот стрептокок на пеницилин, така да тоа е прв лек на избор се уште. Да. Така да затоа велам нема ни потреба да се зимаат брисеви затоа што не очекуваме резистенција, а лекот антибиотикот што ќе се даде е пеницилинот. Така. Што е со оние деца кои што имаат воспалени крајници, отечени крајници и кај ни во грлото се изолира некоја бактерија, која што е дел можеби од нормалната флора? Родителите стравуваат дека преку крајниците би можела да навлезе во телото, да го оштети срцето и слично, па инсистираат на антибиотска терапија. Постои ли таква опасност? Крајниците во детската возраст си имаат одредена функција, значи тие се дел од имуниот систем на детето. И се важен орган, посебно во првите 4 години од развојот на целокупниот имунолошки систем. Од една страна, а од друга страна играат улога и на филтер. Значи сите овие бактерии кои што ги вдишува детето преку нос, преку уста, на некој начин крајниците се место каде што ги задржуваат и не дозволуваат да понатаму продрат во долните дишни патишта, во белите дробови и каде што може да предизвикаат сериозна инфекција. Нормално е да кај децата имаат крајници и тие растат негде до 6, 7, 8 години и после тоа атрофираат сами од себе. Меѓутоа, големи крајници не мора да значи честите контакти со бактерија е стимул за големи крајници. Често пати тоа е и конституција на детето. Често пати ние добиваме податок дека и родителите како деца имале. Исто боледувале од крајници и многу често и од нив имаат и вадени крајници во детска возраст. Меѓутоа, да бидеме свесни дека и алергиите се една од причините кои што може да провоцира зголемување на крајниците.
иритацијата. Така да многу фактори делуваат зашто крајниците, децата денеска се повеќе и повеќе гледаме деца со зголемени крајници. Бактериите кои што ги има во крајниците, значи она што рековме, тие се филтер и тука се задржуваат бактериите, меѓутоа не мора да значи дека предизвикуваат болест. Има препораки, има одредени, значи ако има повеќе од акутни воспалувања на тонзилите, повеќе од 4 инфекции сериозни докажани во рок од 6 месеци, тогаш се препорачува вадење на крајници. Или многу често, ретко уствари, е ако третиот крајник предизвикува обструкција на тубите, на ушите и предизвикува чести воспаленија на ушите со засегнување на слухот. И исклучително ретко како индикација кога да се вадат крајници е доколку при спиење, кога е здраво детето, крајниците се толку големи што му сметаат и не дозволуваат нормално дишење. Значи прави прекини во дишењето. Тоа се некои, да речам, индикации кога без разлика на возраста треба да се вадат крајници. Меѓутоа тоа е исклучително ретко. Обично препораките и на ушните и на нас педиатрите е да не се вадат крајниците доколку нема индикација, а доколку навистина има потреба, тоа дури после 4-5 година да се прави. Меѓутоа, поголем дел од децата успеваат да го пребродат тој период и без вадење на крајници. Што е со превенцијата? Многу често почнуваат родителите да им прскаат спреови со прополис на децата во грлото и во носот. Сега има и пробиотски спреови за нос, кои што содржат бактерии, кои што се дел од нормалната флора на носот и на некој начин ја нормализираат средината за да не се развијат веројатно некои патогени бактерии. Што советувате вие? Дали е сето ова добар начин за превенција на болести? Науката некои големи докази за нивното превентивно дејство нема. Се повеќе се користат. Имаат тие спреови кои што се на база на бактерии, било да се во вид на спреови или било како имунолошки модулатори, тие помагаат во создавањето на специфичниот зајакнување на специфичниот имунитет спрема тие бактерии кои што најчесто предизвикуваат и се присутни, да речеме, во горните дишни патишта, па на некој начин самиот организам го засилуваат и самиот да се избори со тие бактерии. Пробиотските бактерии, значи, има, она што рековме, има нормална флора во носот на бактерии кои што живее. И тие бактерии не треба да ги уништуваме. Напротив, тие се борат со лошите, со тие бактерии кои што може да предизвикат инфекции сериозни. Тие треба, затоа и сме против давање на антибиотици и локално и пиење, затоа што антибиотикот уништува све. Значи ги уништува и лошите и добрите бактерии и создава една подлога каде што многу лесно може бактерија, вирус да се накалеми и да предизвика сериозна болест. Така. А што е со оние што се имуностимулатори кои што се пијат, кои што се во форма на сируп, дали треба тие да се земаат? Пак би рекла во консултација со доктор. Меѓутоа, генерално, имуномодулатори како имуномодулатори до втората, третата година не би требало да се дава, да му дозволиме на имунолошкиот систем да физиолошки созрее. Постојат природни препарати, пак ќе речам во консултација со доктор, може кај овие деца кои што тргаат рано во градинка, малце да се види кој е проблемот, дали се тоа бактериски инфекции, вирусни инфекции, неспецифични, што е проблемот, затоа што во позадина на тие разболувања може да се и алергиите, не мора да се инфекциите. Така да би препорачала во консултација со доктор да се донесе одлука што да се користи од тие средства. Така, а помагаат ли оние тоалети редовни на носот со физиолошки раствор, бидејќи родителите некогаш пристапуваат и на тој чекор за децата да не се разболат, редовно им го чистат носот со спреови со физиолошки раствор? Да,
Тоа е веројатно исто помодарство, меѓутоа ја би рекла треба да се биде умерен. Значи ако детето има симптоми, да се помогне кога е секретот сув или е обструиран носот со секрет, да се помогне со тие раствори да се излече, да се разводени, да може полесно да се прочисти носната шупљина. Меѓутоа, она постојано прскање во нос на солени капки, на физиолошки раствори, на разни спреови, не е корисно. Напротив, и тоа може, затоа што на некој начин се менува влажноста и се менува средината во носот и повторно и тоа може да биде еден ризик фактор за развој на бактерии и на вируси. Еве се на крајот да сумираме, во кој случај децата треба да пијат антибиотик? Многу ретко. Што поретко, тоа подобро. Чист воздух, миење раце, дување нос, да ги научиме децата да дуват нос. Секоја болест има свој тек. Нормално е да на почеток биде кашлицата сува, носот да биде обструиран, после полека да се разводени и кашлицата и секретот од носот. Нормално е една вирусна инфекција на почетокот секретот да е воден, после да стане бел и зелен, но не значи зелениот секрет бактериска инфекција. Него све е тоа во склоп на една вирусна инфекција како се развива. Доктор Ставрич, ви благодарам што бевте дел во НЛН+, што со гледачите споделивте вашето искуство и им дадовте корисни совети кога е во прашање проблемот со носот и со грлото, дали да се зема бриз или не, разјаснивте многу работи. Благодарам. Тука го закружуваме денешното издание. Ви благодарам што ме следевте. Се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма. Пријатно!